Продолжуваме победнички и спортски. Металург вчера вечер го надигра тимот на Динамо Минск и го победи со резултатот 33-29. Бекстејдж и овој пат со сите интересни детали, како од теренот, така и надвор од него. Овој пат на дружба со десното крило на Металург, Гоце Ѓоргиевски, го дружевме од дома па се до победа. Погледнете како тој се подготвуваше за дуелот со белорускиот шампион. Топло добре дојде од десното крило на тимот од Автокоманда, Гоце Ѓоргиевски. Младото момче кое знае да биде сериозна закана за противничкиот гол. Непосредно пред стартот на вчерашниот надпревар Металург Динамо Минск, бекстејдж во домот на Ѓоргиевски, да провери како изгледа подготвувањето на еден ваков важен меч. Прашањата ги започнавме за физичката и психичката подготвеност. Подготвен сум, се надевам дека сум спремен, дека ќе одиграме еден добар надпревар. Секако се надевам дека и моите играчи се максимално спремни за овој многу важен надпревар за нас. И одиме на победа, па ќе видиме. Посебен ритуал пред важни надпревари нема. Добар одмор и изолација се доволни за Гоце да го одигра надпреварот. Немам некои посебни ритуали, значи пред пред важни надпревари, значи сакам добро прво да се одморам, нели пред се одморот е најбитен за нас спортистите. Сакам добро, како што кажав, да се одморам, значи немам некој, сакам да се сконцентрирам добро на утакмицата, сакам малце да сум изолиран сам, значи да лежам или во кревет или да седам сам во соба, значи мислам дека најдобро така се фокусирам, мислам на утакмицата. Видовме што спакува во торбата, суеверен си, ги зимаш срекните чорапи или евентуално патики на тебе, срекниот дрес? Па добро, немам нешто посебно од тој аспект, но прво се ставам во торбица, можеби тој мал ми е ритуал, се ставам во торбица тоа што ми е потребно, мајци, шорцеви, али на крајот сепак го ставам дресот, значи ми е над сите алишта ми е дресот, значи тој последен го ставам, као ете така за некој зар за среќа. Твоите ти фрлаат вода пред идеш на надпревар? Не, тоа порано кога иде на училиште ми фрлаа вода, сега не. Од тука следна дестинација спортски центар Борис Трајковски. Стандардното загревање пред секој надпревар и последните консултации и совети од тренерот. Во меѓувреме, страстните навивачи и подржувачи на тимот од Автокоманда ја полнеа Борис Трајковски. Со надеж за победа фаќаа што подобра позиција за надпреварот. 2 победи над Вакертун и ПСЖ, 1 пораз од Барселона. Вака стои во статистиката од 3 одиграни кола од Лигата на шампионите. Денес следен предизвик за Металург, белорускиот Динамо Минск. Стартот на играта одличен. Неочекувано добра беше играта во првото полувреме на белоруските ракометари, имајќи го во предвид новиот состав на Динамо Минск. Неколкуте загубени топки и контри му овозможија на домакинот да поведе на крајот од првото полувреме. За играта на Гоце Ѓоргиевски, од неговите најблиски. Па морам да кажам дека во првото полувреме одигра солиден меч, даде 3 гола, имаше и неколку продори во нападот, едно пробивање излуди во одбраната. Мислам дека пружа солидна партија, нека настави во второто полувреме така и да се радуваме на победа. Што мислите каков ќе биде исходот? Советот кој што му го дадовте пред да дојде новиот надпревар? Па само да се концентрира на играта 60 минути и ништо повеќе. Играта на Мојсовски, Вугринец и Уилевски и одбраните на Мијатовиќ го држеше во предност Металург цело второ полувреме. Посакуваната победа заслужено ја добија. 33-29 беше крајниот резултат на надпреварот Металург Динамо Минск. Одигравме една добра утакмица. Во прво полувреме малце со згрчени, слабо одбраната, примивме доста голови што не е типично за нашата екипа. Мада на крај добро испадна, победивме и така. Одбраната малце мислам дека потврли. Нападот даде тој една нота повеќе за да дојдеме до овие посакувани 2 бода. Мислам дека нападот не одржа и во првото полувреме, посебно во првото, со мала помош од нас во второто полувреме во одбраната дојдовме до оваа посакувана победа. Многу посакувана и тешка победа на Металург.
teška utakmica, borbena, mala tuča, kako da kažem, i jednostavno na kraju nekako naša kvalitet, nekako naša obrana koja je cijela utakmica bila loša, nekako skupila se, skoncentrirala na kraju i jednostavno zasluženo smo danas pobjedili. Последниот збор за играта и атмосферата во Борис Трајковски и овој пат ја има Лино Червар. Zadovoljan sam sa svim problemima koje imamo i povređenih igrača i nemamo Mirkolovskoga. Igrati ovako tešku utakmicu nije lako, ali blagodaram publici koja je bila fantastična, kao uvijek. Blagodaram, to je njena pobjeda isto od publike, prema tome neka bude uvijek uz nas. Металург веќе ги има посакуваните бодови од овој надпревар во Лигата на шампиони. Следните предизвици се предвидени за 2 недели, откако ќе стивнат страстите, а и плаво-белите добро ќе се одморат за новите походи.